Димче Манчов или Джими. Село Кучиджино, Кочанско. Па така ме кръсти професорката по македонски лювинг. Кой беше млад, мал. Втора година. А те викат уште Джими. Ущото Димче, би сакал на граѓаните да и приближиме дел од она што ти во твојот живот го имаш поминато како припадник на македонските безбедносни сили, да и приближиме на македонските граѓани како влезе во македонската армија, на какви мисии имаш учествувано со армијата, вклучително и одбраната на татковината од нападот на УЧК во 2001 година. Бидејќи јас и ти сме многу добри пријатели или браќа по оружје, ќе ти се обраќам со ти, очекувам и ти да ми се обраќаш со ти, нема потреба од формалности од вие. Па за почеток би сакал на граѓаните кои што ќе гледат оваа емисија, ова не е новинарска емисија, само сакам јас како претседател на достоинство и ние како достоинство на граѓаните да и го приближиме она што ние македонските брнители го поминавме во 2001-та, па и пред тоа и потоа. За почеток, кажи кога си роден, што имаш завршено, како влезе во редовите на македонската армија? Па ока, јас сум роден на 22 март 76 година и по потекло сум од Кочанско село Кучичино. Таму имам завршено основно образование и средно образование во Кочани. Таа далечна 90-та година, пред да се разпадне поранешната Југославија, на македонска телевизија секоја недела одеше една емисија Одбрана. Мислам дека се сеќават многу на таа емисија. И тоа беше некој месец. Најверојатно е било мај-јуни. Имаше промоција на старешинскиот кадар на питомците во Белград. И тогаш се роди желбата за униформа и за оружје. Ова ќе го искористам да се вмешам, значи од една емисија, која што јас би ја нарекол пропагандна емисија на тогашната Југословенска народна армија, кај тебе се појави желба да облечеш армиска униформа, може би е добро. Кога ги видов питомците... на телевизија да имаме такви емисии. Да. Сметаш дека е добро да има такви емисии? Па, мислам дека тоа треба да биде иницијатор, постулат за сегашните наши, без промоција, се е штуро, се го нема промоција. Наставно нема фестивал на нашата работа, некој се е сгужвана, нели? И потоа што? Наредната година јас завршив основно образование 8. У таа емисија која ги видов питомците од Морнаричката војна академија во бела униформа. И на моите и кажав дека запишувам се на војна академија и бев способен за тоа. Ја бев еден од многу подобрите ученици на таа генерација таму у мојата школа, па и... Кочани. Да, у Кучичино, Мирчацев, Сол Мирчацев. Мојата легендарна учителка Лилјана Терчуманова, она сега иде у пензија од 1 до 4 и така од 5 до 8 таа класа на наставници сега вишците се у пензија, фантастични луѓе. И средно заврши во Кочани? Не. Јас конкурирав на последниот конкурс пред распадот на Југославија за питомец на средната морнаричка војна школа у Сплит. И се запишав. Те примија се запишав? Да, од 45... Полагаше некакви тестови? Да. Какви тестови полагаше да те примат во средното морнаричко училиште? Мислам дека сега тоа тука кај нас малку не е увај сега сегмент, пошто и нема средни школи за униформирани лица. Тоа беше малку поозбилна работа. Математика, физика, хемија, здравствено. Ние тогава 3 дена бевме у војната болница сегаш на 8 септември на здравствено и психолошко. Да, психолошко и здравствено. Откако те примија во средното морнаричко училиште, што се случи?
Па тоа лето почна војната и распадо на Југославија. Прво у Словенија и Се прошири Хрватска. да, прошири. На мене ми стигна телеграма од Белград, од тогашен Сојузен секретаријат за народна одбрана, дека сум приман за питомец и дека треба направи се термин да се јавам у Сплит и за по-детална информација у општинскиот секретаријат. И тоа лето си помина. Ја бев среќен што се запишав и бев од 45 кандидати од Македонија за таа насока, јас се бев запишал у Морнарицата за навигациони уреди. Сега и не можам детално. Мина 30 години, не може да се сетам. Јас тога бил 15 години. Основно. Само 2 деца имаше примано. 3 од Македонија. Значи ти уште 3. Да. Значи од 50 на кандидати од Македонија. Може и повише, може над... Примија само четворица. Тројца. Бидејќи критериумите беа исклучително строги за Да, прием во да. средните школи, средните војни школи на Југословенската. И на средни и на факултет. Значи, ние после на 1 септември дојде телеграма дека могу се одложи, не е битно, тоа беше за едно 15 дена. И ние почнаме со школување у тогашната Југословенска армија у тај смер. Имаше само 28... Чекајќи замина на школување. Да. И скоро цела година тамо ја поминав. Јас си дојдов... Која е таа година? Учебната 90-91. Значи пред да почне војната 90. Војната веќе беше почнала. У Хрватска, Книн, значи Сашко Гешовски кога убија у Сплит, ние веќе беме на школување. Прва година. Да, прва година. Значи учебна 90-91. 91, да. Додека за да појасниме на граѓаните кои што се помлади, кои што би го гледале ова твое сведоштво, ќе ја гледат ова твое раскажување, твој расказ за твоето искуство, да појасниме дека војната се разгоре некаде летото 91 година. Таа почна претходно, но разгорувањето на војната започна 91 во текот на летото, пролете и летото. И јас и уште еден школски, исто од Македонија, малтене при крајот на учебната година го напуштиме школувањето. Значи тоа е било некаде во мај. Да, април, крајот на април 91 година. Тогаш се случи првите положени. И сега ако ќе земам така ретроактивно, сите некои небулозни работи ми се случуваат крајот на април или почетокот на мај месец. И затоа овие 20 години пред мај и по мај сум си на годишен одмор и не одам никаде. И потоа се врати во Кочани. Да, во Кочани и втора година продолжив на електротехничка струка во Кочани во Емулс Гошови Која Кинтија. година заврши средно во Кочани? Па во Кочани завршив средно 90 Трета, четврта. На 2 рати го водив школата. Прво водив со трет степен, 94-та завршив електромеханика. Некако не се пронедов тука, мада ме интересира стројата, ама школата си беше одлично, не е битно, ама заминав во војска 95-96-та. На обслужување на војен на војен рок, на редовен војен рок. 95-96-та. Каде? Во која касарна? Во Илинден, во гардиска пешадија. Значи ти беше гардист. Гардист, да. Строев чекор газевте ли? Па ние за тоа време специјалци како редовна војска. Командант Ајдован Мамудов, Лазов Александар ни беше командир на чета. И за жал и тога и како и у многу други работи, ние само што идовме редовна војска у касарната Илинден. За еден месец се случи атентатот на председател на
господин Киро Глигоров. И това беше допълнителен товар връзнас како гардиска чета и како касарна и Линден, тук допълнителна облака. Например, я не се сеќавам тия октомври, ноември, декември, нема излез у град, нема нищо, само облака и касарната и тоа. Имаше некој интересен настан за време на војниот рок, некој карактеристичен кој што ти останал во сеќавање? Војнички настан, безбедносен настан, смешен настан? Смешни настани безбедност. Имаше много. Сега, да не дужим на тази тема, знаеш, редовно войска, кой не е бил, няма нищо. Я това е пръв път. Запознав албанци у моя живот, разбираш. И бе исти како вас така. Не вяра поразлично. Па и ние 19 години, 20 и они пушат се дружеше со некој од нив? И ден денеска имам уште од нив двајца добри пријатели. Имате војнички. Да. Еден им е од Струга, еден им е од Кога заврши со служење на војниот рок? 96-та во мај месец. И потоа? Потоа дојдоси дома, додека бев у касарната у Илинден, налетав на некои луѓе што имат потекло од мојо крај и ја беше више разманал со униформата. Ти немаше опција, тука немаше конкурси за прием ни на стареши, ни на подофицери. У тај период не функционираше академијата Михајло Апостолски. Таа почна да функционира 97-ма, ако не се сеќавам. А у армијата исто така не видов опција дека може нешто да се активираш и така заврши војна. Реко, врнаме се дома. Ти, ние ще викаме скудната 96-та, немаш пари, немаш много опции. Той беше сировещия. Моя цел беше да заминам за странство некъде. Имам некоја фамилия у Словения, ще можеше да им помогне. Ама това много тежко се излаваше от държавата. Само на църно, нема визи, нема... Сигурно улица се кядат на този период бяха прилично затворени и аз не успеях да ойдам у странство. И сега, ако отвори Академията за питомци, да се пояснам, аз завърших в трет степен електро. А за да конкурираш на академия или на било кой факултет, трябва да имаш 4 годишно средно образование. И аз се върнав накнано да завършам 4 степен. И аз съм единствен и директор Никола Сава, што ме примал, лично примал за тоа, што ја и бев таму малку заслужен ученик. Пред години и половина донесов прва награда на републички надпревар од Куманова по електротехника таму, што... Значи си бил солиден ученик. Палав и солиден. И увидох ка него, викам директор, викам, таква е работа. Нема шо да правам кучина, нема работа, не знам. Викам, така да не огубам времето, барем да завършим 4 степен, па ќе си пробвам, ако имам среќа нещо, ако изпадне за на академията. И така биде, и аз ја завършив таа 4-та година. Сега пред 3 месеца имавме средба на генерацията 25 години. Това беше много як настан. Класната што ни беше стойна. Ти 4-та редовно ја заврши? Да, редовно. Идеше у школа? Да, после войска. Помали од тебе после 4 години? Не. Една генерација или 2. А повише беа една генерација, затоа што само една година имам отсутствувано додека сум бил редовна войска. Фактички аз 76-та завршив со 78-ма и некој имаше и 79-та. Потоа? При краja на годината почти от този фамозен конкурс за прием на
питомци на Академията на Михаил Апостолски и аз конкурирав от име на сите, што следуват проверки здравствени, кондиционно и тестирања. Не можем да тврдам дека сум бил скроз супер, малку имав и изгубен од кондицијата и ушколувањето од сетата војската школа, ама не успяв да се запишам на војната академија. Имаше многу јака конкуренција. Тогава првичниот број беше некако околу 160 питомци да примат и горе-долу бев сигурен дека ќе улегнам, ама после со некоја одлука на некоја влада или на парламент преполовија го тај број на 80 души и ја испаднав и така. И заврши последната така обид да дојдам до униформа, до тоа што сакам да го работам и потоа тука више малку некои работи се беа сменили уврска со државата и со се и ја 98 година, тоа е, значи, 2007 година сум ја конкурирал на академијата. 98 година ујдов да работам у Словенија. Успеав неко да поминам, авионски ујдов со повратна карта. Што работиш во Словенија? Па у Словенија работив 2-3 работи, последната работа што работив е у фабриката за моторчиња Копер Неготино. Томовските што се возат тука, АПН-6-ките, такви имам томовски што Цувано Илијадо, таму работив во таа фабриката. И зашто се врати од Словенија? Па да ти кажам најискрено, некако таму не ми се баш биндиса. Дека имаше подобра пара, таму имаше. Например, таму платата беше некако 1000 марки за тоа време, додека мојот стар дом, кој беше овше работник, взимаше 100 марки плата, дали... Значи ти од Не, 200 е од татко ти взимаше 5-6 пати поголема Па, плата. оно и сега е така, ама тоа беше многу светли работа и... Бидов таму едно 6 месеца, 7 у Словенија. Имав малку една ситна повреда, улета ми нешто по-ново окото. А и летото фана годишни одмори и јас си дојдов назад. Значи да појасниме, ти влеташ шпон, мислиш на ситно парче метал, Да. минијатурно парче метал во окото. Да, тоа е... И имаше повреда на окото. Па морав да се санира малку, да. Не е некоја страшна повреда, него имав малку. Се врати во Македонија. Да, се вратив се во... Која година ова? Тоа е 98 година. Добре, потоа? 98 година, кога се врнав дома, тука, дали да се врнам па назад, дали да останам тука. И таа 98 година, мислам, не успеав ни најгоре да се врнам, морав да останам тука дома во Македонија. Најгоре мислиш да се вратиш во Словенија? Да, за Словенија. Да, 98 година се случија и парламентарните избори кај нас ко победи ВМРО-то на Лјупчо. Да, и мислам дека негде не може да се сетам баш точно, мислам дека и точно така после Нова година, ако не беше март или април месец, излегна прв пат общ конкурс за прием на професионални војници во македонската армија. До тогаш немало. Или немало таков? Не имало таков. Ние беме заинтересирани, ама... 96-та беа формирани волците. Ама волците са формирани со некој конкурс. Што никој конкурс, надворешен конкурс. Добро, може да и мало, ја тоа може да сум бил запознаен, али во беше малку по... Јавен конкурс, да. И од од медиумите, и знаеш дека има за Уштипската касарна за шкорпионите да се барат најде околу 200 професионални војници и јас конкурирав на тај конкурс, чисто да видам, да си пробам па силата. И поминав се и тука тоа беше мај месец, краја на мај, бевме на
малия армейски стадион до големия стадион на Скопје. у Скопје дана подпишување до договори, тоа е подполковник ли беше, не знам, Благоје Марковски тогава на време што беше и он каца по тоа куфер, кажува кој ќе бидат преварени. И кажа, у Штип што ќе видите професионалниот состав, ќе види малку од по-добар калибар, некако волците и ќе имат добра плата, негде спомна околу 500-600 марки плата на тоа време, тоа се 15-18 и ја у Словенија ако треба да работам за 1000 марки, 30.000, по-добро да си работам у Штип и сакам да работам таа работа за 15 или 18, барам сам си дома. И така решив да останам тука и ме прима у Штипската касарна у единицата Шкорпиони. 99-та почнаме со работа на 1 ноември. Борис Трайковски го избрава за председател, у недело, понеделник ние почнаме со работа. Тогаш министър беше Никола Клюсевски Никола Клюсев на одбрана. И почнаме со, мислам, напрено, идемо, ще прима. Имавте обука, основна, напорна. Па, ако идемо касарната... Беше напорно обуката, беше строга. Па, ти кажам, беше, ама, например, сега ако ќе споредам, ако съм бил редовен войска у гардата, тоа там беше малко по-слаба опция, не бе е озбил. И старешните и войниците. Ама добро беше. Мисля, Шкорпионите беа посебна категория на... Добро беше. Имаме обука, едно добри 4 месеца, 5, па и 6. Имаме. Сега, да не изпълнувам сите мои старешини от првиот командир на чета Ристо Стефанов, една легенда от човечище, от старешина, мислам, и состав, и соглас, и характер. Имаше войска. Само е професионален состав, виж, ние сме рода. И така. Имахте некои интересни мисии, настани да ве пратат некаде да завршите некоја работа? Па, после добри 4 месеца, 5 обука, изпадна дека нон-стоп по границата фалат професионален состав за помош на тогашните караули, што се после. Само да појаснам за оние граѓани кои што можеби не знаат, во тој период армијата ја обезбедуваше граница. Државната граница. Државната граница, линиско обезбедување. Оно што денес го работи граничната полиција дека работам и јас сега. До 2004-та тоа беше армијата. Армијата. Значи недостасува војници за гранично обезбедување, обезбедување на граничната линија. У тај период уште функционираше редовната войска, редовниот состав и границата обезбедува редовни војници. Војници на служење на редовен војник. Да, а северната граница со Косово и со Србија, пошто беше малку тензична граница, нели, 98 година и војната у Косово и се тие работи. И турбо почнаме со испомош на нашата северна граница со Косово и со Србија. И одеме на терен по 15 дена. Почнаме од Танушевци, Кодрафура, Долно Блаце, Горно Блаце, Табановце, Стража, место Стража, Блаце. Мислам сега, не знам, пред некој период гледав на телевизија, таму сега има и граничен премен изграден од спрема Косово. Така. Ние таму... Имавте некој специфичен... Па ние таму, знаеш, пешки, тоа е границата се обезведуваше претежно пешадиски. По колку километри одевте дневно? Па одеме, зависи од наредбите од патролите. Одили сме некој пат и по 15, по 20 км некој пат. Сте имале некој пат ситуација да налетате на илегални минувања, пукања или само илегални минувачи? Тоа беше стандардна појава, тоа шверцо беше добро разработено меѓу косовската и македонската страна. Таму се шверци храна, све и свашта. Така и е мучествено нова. На стража фаќамо заседа шверцири.
Сега, то е много... Трябва 3 дена да седем път, да се да обяснуваме. Там Ружия отпор некогаш они... Не, они си... То са цивилни лица. Са подобрени. Возила, трактори, камази, Джемсон Шоне има. И това бе луишо си работя за профит. Търговци. Так. Имаше и наши, имаше и албанци, и сръби, всеки имаше. Там на блаци първата мешка страна в Македония. Много време бъдем у патрола и има там една чешма, сега не знам дали я има. Я бе водична патролата и нещо на едно 100 метра. Така, то беше темно место, ама нещо ми изгледа габаритно и ръж и оставам визори, гледам баламеца и оно темното она не гледа и ние я гледа. И го трябва да ако не подбере. Место. Сте имали пушки, нищо. Да. Има и покание тамо, све и сваща има, що и ош позната на... Знаеш, северна граница, имamo и ден днеска не е много... Сте имали някой път престрелка или пукање? Па на стража имаше и поечуване от волците един период. Имаше много яка фреквенция, демек нещо и оружие се шверца. Има... Добро, а додека беше распадот на албанската армија, граѓанската војна во Албанија. 90 То беше 98-ја, тогава не сум бил вработен. Океј, а кога беше нападот на НАТО врз тогаш на СРЈ? Не, јас не сум бил вработен. 99-та? Мислам дека војната со меѓу НАТО и тогашна СРЈ беше 98. Да, пред. Ама имаше последици. Уште, значи, тие сите проблеми са настанани со северната и со западната граница, после војната со Косово и распада на албанската... Каде те затекна почетокот на војната 2001-та? Почетокот на војната 2001... февруари. Да. Тоа беше 2001 година, значи ние сме били вработени година и 2 месеца, 3. Сега да видам дали ќе се снајдам со точните датуми, ама негде почетокот на февруар дојде наредба да идеме испомош на... Тоа беше пункт на Долно Блаце. Тоа е пункт што е останат од Умпрофор. Добро. До граничен опремен Долно Блаце. Тамо идовме испомош на друга чета од... Мислам дека втора чета беше. Ние уидеме како прва пешајска чета, моторизирана чета. И уидовме еден тим од... Мислам дека 15-20 луѓе имаше повеќе. Каде точно? На Долно Блаце, на граничен опремен во кампо... Вместо тоа беше више караула на... Мислам, каде точно во смисло кој дел го обезбедувавте? Вие не седевте во кампо, така? Ние го обезбедувавме реално од граничен опремен до селото Долно Блаце и границата оде долж пато и реката према Скопје. Како се викаше таа река, сега не може да ми текне. Лепенец. Може да е Лепенец. Кажи ми тогаш, имавте некои ситуации, имавте... Па имавме ситуации... Налетавте на илегални преминувања, евентуално престрелки, пукања? 2 пати бевме изложени на снайперски... Добро е шо... На снайперски оган? Оган, да. Пука по вас снайпер? Ние бевме 4 колеги, у патрол доле спрема пругата и само што се јавија доле горе од кампот дека има приметено снайпер тамо на едно брдо на 300-400 метра, може повеќе да има над нас. Само што не предупреди, само што се скривме тамо пругата дека мене има подпорен зид и знаеш, слушал си ко пука снайпер. Јасно сверка, да. Действува некоја екипа там, не знам од дека некој пукаа по ни и после ние се повлечуваме. На Долно Блаце имаме упату Минско поле.
Ама добро се снавајаваме цело време, значи били сме добро Како се обучени. излековте од Минското поле? У Минското поле заглавиме но кеска у 1 саат и тоа на враќање од патрол. И како свативте дека сте во Минско Па поле? првиот што беше, јас тогава не бев водач или бев Беше дел од тимот. Дел Не од го тимот, водеше првиот што беше не него вториот од колегите примети дека земјата, а и у него беше батериската ламба. Оно ше батериска ламба. И он примети дека има копано по земјата, дека има нешто. И так застанаме, знаеш, кога ќе застанеш сега со батериска ламба, кога ќе погледнеш терено, оно ка не се много убаво приметал, ама сега приметал си дека таму има нешто работено, назад. И како се излековте? Излеговте или чекавте Да, не. Врнаме се назад, заобиколиме го местото и после дојде тим таму пријавија. да го деминира? Да, имаше таму неколку гранати имаше. Кога имаше прв пат престрелка, да кажем, оние почетокот на војната? Кој месец? 2001. Сега, виш улаваме у периода на воен. Значи, ја ово сега ще го кажувам додека сум бил додека бевме на Долно Блаце. Веќе почна конфликтот горе у Танушевци. И Штипската касарна Шкорпионите беа Може представа дали се работи, значи зборуваме за некаде февруари. Да, февруар 2001 година. Нели? Добро е, потоа. Право Снежана Лупевска на А1 телевизија, тоа там само А1 фаќаваме и тоа гледаме. Значи, нели право со тоа беа киднапирани неколку војници, така нешто беше и после почна. Ние нашиот вод Милан од командна чета остана да дава испомош на Долно Блаце, така се викаше кампо, Долно Блаце. Тие 60 дена. Додека траеше... Ја не сум учествувал во конфликти у Танушевци горе. Не сум бил секи, ти кажеме, кога прв пат дојдовме за Танушевци. И јас и у тај вод дека бе војник. Значи, ја 60, точно 60 дена беме присутни у кампо на Долно Блаце. Колку пати ве пушти од дома за тие 60 дена? Нема, таму беме нон-стоп. 60 дена. Каде се перевте? Што јадевте? Добро сега, тај камп беше добро опремен, останате од Думпрофор, имаше дека и да си изпереш, а храна донасаа од касарната и Илинден, таму немаше кој на заготвение на храна него. Претежно сува храна или имавте и нормално? Шо јаде у Илинден, у касарната тоа јаде ми... Значи сте имале, да кажеме, добра... Па и добар смеште и добри услови и ово, мислам сега, за наша... Така ни се пазна за војнички стан и плюс тоа ние... Еден обичен човек да го остави таму 2 месеца. Да. И заврши тај дел од првиот дел, ја што викам, од нашиот конфликт со браќата. Значи, у април месец... Оде мислиш на учека, на албанците. Не на албанците, да. Јовме со учека, не со терористи, да бидеме внимателни. Да, албанците, кажав дека имам пријатели, да. Веќе албанци го осудува тој конфликт и учека. Во тој период. Уверив се. Така? Значи, нашето ангажирање на Долно Блаце беше негде, мислам дека до 15 или 20 април. И потоа? И оттамо се симнаме у Скопје у Илинден у касарната. Не ве вратија во Штип, туку во касарната? Не, у Штип у касарна, у Илинден. И таму командата правеше некоја нова стратегија распоредување и ние како тим што 60 дена беме заробени фактички у тај простор таму и добивме по едно 5-6 дена некој мини одмор, отсуство. И ја после 6 дена пропаци до одам у селото, оставаме таксито на 100 метров, гледам гушите излег, гледам трчат гушката, вика, шо е, шо случува,
било малко и по-заебано. Ама ние от тука и нямаме много контакт с телевизия, само айде я гледаме от това време. Вие не знаехте дека војната веќе... Не, ние знаеме, ама колко е сериозно било, ама баш па taj период беше малко горе, не беше него, беше стишена работа, горе беше, Карпата беше, нели, веќе освоена, Тонушици беше... Добро, граѓаните не знаат тоа. Да, не, видно, поминаат тия 5 дена, върнаме се от викенд, продължен викенд от одмор и нашиот вод, начело со нашиот легендарен заменик командир Јанеш Дарко, заставник беше, тој Хрватин ше останал у нашата армија и човеко по-голем патриот и херой изпадна од многу наши. Нашиот вод доби задача да врши допълнително ангажирање на Мак Петрол пункту Ваксинце, селото Ваксинце, тамо Мак Петрол има комплекс дека се чуват државните резерви на гориво и на нафта. И ние уидеме да го обезбедуваме комплексо на Мак Петрол, државните резерви на гориво. Предпоставам, отидовте како засилување на веќе единица. А тоа, тамо имаше више од нашата единица луѓе. Например, от втора чета, от трета чета, ние сме от 200 единица, от Штипската касарна, от Шкорпионите, само ние идеме сега поечување. У тај период тамо, кој доме, беше мирно на целата територија. И у Куманово, мислам, тамо ние веќе беме у Кумановски, тоа е Куманско-Липковскиот регион. И горе на Танушевци. Добро, изпуштив тука еден мал дел. Имаме и еден терен. Твојот расказ треба да остане запиша. За жал немаме институционална... Застани само ако. Ние немаме институционална меморија. Ние веќе старееме. Некој од нас загина, некој умреа подоцна, некој се во лошо здравствено состојба, ќе остане незапишано она што ние македонските брнители го преживеавме во таа кобна за државата 2001 година. Затоа смирено раскажи се. Гледаш, човек забрава по некои работи. Значи затоа што ние не се подготвуваме. Ова не е телевизиска емисија, ова е разговор помеѓу двајца браќа по оружје. Затоа забораш, докажи се. Значи пред да идеме на Ваксинце на Мак Петрол поечување, ние имавме еден терен од 2 недели на 16 дена на Танушевци на Карпата. Таа легендарна Карпа што имаше на телевизија Волците Демеке освоили, тамо си. Тамо имаше пункт поставен македонската армија и тај пункт го држеа нашите шкорпионите. Ние уидовме на втора чета. Значи таа имала стратешко значење како највисока точка. Од тај момент било важно да не заземе учека, затоа на неа сте биле вие и други единици. Тамо бевме 18 дена. У тај период настрада и од Танушевци тоа, мислам дека Дејан се викаше шоферо, момчето што нагрзна со Хамер или беше или со некој борбено возило на мина, возејќи се спрема на кај Карпата да ја однесе на луѓето храна. Загина? Не, мислам дека е инвалид и ден денеска. Тоа момче не сум го сретнал од како сум бил на терен од Танушевци. Не знам сега дека се наваѓа. Имавте некои борби, нешто по-значено додека обезбедувавте Карпата? Имаше на 2-3 вечери некои слаби престрелки, ама тоа беше, мислам, повише провоцирање од подалеко. Онака селото беше пусто, напуштено и немаше ништо. Ние бевме тамо, тамо 18 дена беме, селото беше празно, напуштено беше селото. Овие 18 дена каде спиевте? Тоа до Карпата имаше една куќа, напуштена куќа, у куќата бевме сместени. Значи импровизиравте, спиевте во куќата. Со наподмитачи, немаше. Храна ви носеа? Храна носеа неколку дена, додека не се случи инцидентот со мината. И потоа? После, шо најдеш тамо тоа? Имаше у една вреќа
детска радост, маргаринче и мед, ядеме 3-4-5, после ще найдеш това. После няма лепи маргарин. Намаляваме се неко, преживяваме. Не беше много сяйно, но преживяваме. И после се оправи времето, затопли се. Предпоставям, тогава си бил малко по-слаб, отколкото сега. Па на 1/3. На 1/3. И Сега така. колко кила си, Димче? Сумата с 130. Значи тогава колко си бил? Бил съм, 70 кила. Никой път не съм бил много лечен. Още не си ни дупло, трябва още да ядеш хлеб. Да. 70 кила съм бил, може. После карпата? После карпата завърши тай терен от тия 17 дена, дойде ни замена, ние се повлечоме, пане донесло Уилинден касарната и кажа, више, вие нема да одете горе некоя друга чета. Вие ке връща обезведуви на Мак Петрол да пояснам, ние беме у еден вод Милан, у склопо на правата пешайска чета там щипна шкорпионите, а после и... Значи името на вашия вод беше Милан, за да се разпознава да ми Юсева. Не само Юсева, то ние беме опремени с посебни уреди, ще ви донесо от Франция, то са лансери за близка противоклопна борба. Значи това са уреди, ще се наведат, беа прилично скапи, ние имаме облака за тази работа. И бе малко така, не е видно. Кой ви я връщаш облаката? Французи дойдя, от Франция дойдя и имаме едно добри месец време облака суни. И после командна чета, ако се формира, ние олегнахме у командна чета. Значи командна чета беше чета с оставени от повече водове. Извидувачки вод Милан, логистички вод и вод за връзки. Значи, како командна чета, ние вършиме обслужване на другите чети. А нас не наедоа како са, от taj момент немаше потреба от тия уреди да се употребат. Да това шо немаше против шо. Овие терористите нема оклопни возила, тенкове, транспортери, па да ги пукаваме стони. И ние връшиме така до пуна на декафала луѓе. И накрая завършиме. Па мислам дека точно ке се сетам на 17 април 2001 година. Добро. 2001 година. Шо завършивте? Ко се деси случай у селото Ваксенце, ко не изпуга. 2001 година. Ние беме на обезбедуване на Мак Петрол. Мак Петрол не се обезбедуваше само... За да имат граѓаните кои што ќе го гледат това твое сведоштво представа, зборуваме од Куманово. Кога излегувате од Куманово, не одите на автопат лево према Скопје, продолжувате право. Према Слупчене и према Ваксенце. Другите села и после колко километри беше овој магазин кој што вие го обезбедувате? Неколку километри или веднаш тука? Не, магазинот е одма до пругата на... Па нема 1500 метра до Ваксенце. Јас знам каде е. Тоа значи близко и до касарната, но јас сакам да ги ориентирам граѓаните кои што гледат да имат представа. Значи ова е... Тоа е облизина на селото Ваксенце и Слупчене. Значи вака, да упростиме, од автопатот кој што од Куманово води кон Скопје, неколку километри. Да. Вие бевте овде сместени и обезбедувавте магазини. Да. Силостите са... Освен што ги обезбедувавте магазините, што друго правевте? Освен што се обезбедува в магазините, горе от държавните резерви, 24 сата имаше обезбедување на стратешка точка над селото Ваксенце и Лојане, викаше се Шорта. Тоа место и ден денеска постоја, тоа е негде близко до Тромегието, Косово, Македонија и Србија. Тоа беше од стратешко значење. Да, и 24 сата имаше едно борбено возило, еден тим транспортер со постове, имаше 24 сата таму. И се менява... Оклопен транспортер со тежок митрлес и војници, еден тим 5-6-10 војника. Па, обично 6 до 8 луѓе одеја. И потоа? И првите неколку дена немаше некој
после настане или проблеми. Това беше периода пред май. Почна засилени активности от тези регион. Имаше нощно време, повече возила се движат. Например, ние на 1 май беме у обекто, складището. Около обекто има много приватно земище. Не виж, се обработват. Сеят се. Све и сваща, тия са земеделски луги там на Мачин изток, како и нашите тия си работят. Ама тия 2 дена пред 1 май и до 1 май, викам, вие много бързат да посяда. Значи, они са знаели дека нещо се кува доле у мещаните. Правам веќе за луѓето што се од ваксинци, од случаи, тия са нейни. Дека нещо се случува. Локалното население од овие села знаело дека УЧК подготвува нещо. Обавезно. И брзале да завршат. Да завршат, они знаеле дека после тоа нема да можат да се движат таму. Целиот настан се изкомплицира. На 1 према 2. На 2 май. Нас на 2 май не испуга. На 2 май, на 2 спрема 3. На 3 май са бавили нас не нападна у ваксинци. Поред. Значи ние на 2 май уйдовме ноќна смена на шорта. Засилено обезбедување. Колку беше далеко ова местност шорта од магазините кои што ги обезбедувавте? 5-6-10 км. Па тука некаде околу 10 км. Поред. Значи 5-6 км подалеку бевте на местото наречено шорта. И рутата беше од... Излегувавте од касарната или... Не од касарната, од Мак Петрол. Од складището, значи, низ селото Ваксинце, мине се низ сред село Ваксинце, према Лојане и пред Лојане има еден пат излава нагоре на границата. Тоа е црн пат и по него се движи. Таа беше рута и на одење и на враќање. И сега што беше најинтересно за тај фамозен 2 спрема 3 мај, кој излегнаме, ние веќе излегнаме горе. Кој излегнавте? Кој сте тоа вие? Па ние беме... Кој излеговте? Со какво возило? Со оклопен транспортер БТР. 70 или 80. За да знаат граѓаните, возрастните знаат, по-младите не знаат. Оклопно возило, тоа е тежок митралез. Тоа е оклопно возило што теже 11 тона, има 2 митралеза, еден е 14,5, еден е мислам дека 7,62. Така некако. Тешко зрно. Значи 2 тешки митралези. 2 тешки митралези, ние бевме наоружени со личното вооружение со автоматски. Колку луѓе бевте во возилото? Па бевме... Имавте старешина со вас? Да, имавме водник. Водник беше. Водник, он беше шеф на тимо, командир на одделението. Добро. Шофер, нишенџија на митралезо и уште 4 ние од ВОД Милан обслуга на возило. 4 од ВОД Милан? 7 души бевме. Возач, командир на возило, митралезец и 4 од ВОД Милан. Да. 7 души вкупно. И потоа? Значи бевме Фенов Зоран, покојниот. Потоа тргнавте од магазините во насока на... На шорта. На шорта стигнавме во 18 или 9, од околу 18-19 часот по планина. Бидејќи се работи за почеток на мај, беше видливо така ден. Видливо беше и прилично беше топло за тај период од мај. Беше топло. Ујдовме, направивме смена, таму си имаше друг тим, тај се спакува, исто со Борано, се врна, ние заземавме позицијата и после негде мислам дека 21-22 часо почна да има многу поголема засилена фреквенција по доле по локалните патишта меѓу
Ваксинце, Лояне, Слупчене, Матече, Вие това го гледавте от вашата Ние сме на позиция. най-висока точка и цялата регия гледа. Гледате возила? Да. И има на радио Урът, кажа дека оваа вечер има много големена активност раздвижување. После около 11 сато, кај Матече имало некое препукување, некоја патрола е налетала на некој, имаше престрелка. И така бевме предупредени дека ние како на тоа место дека се наоѓаме да бидеме посебно внимателни, дека има шанси да може и да бидеме нападнани у теку на ноќте. И ние добро постапиме, заземавајќи точките и цела ноќ беме прилично внимателни. Додушен на таа точка баш не имаше нешто до сабајалето, до 4 саато, а после од некои информации или мобети, после неколку години, после 2001 година, у суштина ние од кој ќе му дойде од западната страна и од северната страна на срто, тоа е еден срт шорта, рамене ги е гол како гум, но од страната натамо се е пошумено, факт че ние сме биле заобиколени. И мало е добра екипичка пратена за да не среде нас. Ама у моментот кој е требало да действуват, ние добиваме некоја нареда да се спакуваме и да се повлечеме. Тоа беше раното сабајле околу 6 сато, 5,5-6 сато. И ние на брзина се спакуваме, собраме се, транспортерови, и ние поидеме си. Или са и они имале наредба да не пукат, или не се знаеле што се случува. Били си изненадени на нашата поставка. Они се знаеле дека ние таму треба да бидеме до сабајлето, до 7 саато некаде. Патролата тргна од 6 саато од такото, у 7 саат и до 7 саато. Значи, они може се чекале да се провиде, да съмне, за да действуват на нас. А ние ако се справяме, уште беше толкова мугрите, у самрака беше. И ние се спуштиме надоле. Само момент, вие се спуштите пеш или со возило? Возилото колко беше? Возилото доаѓаше на самиот врв. Да. Пато си одеше до таму. Со возило и да ве нападнале, ке сте се одбранили. Потоа? Па и добро беме уредени, добро беме окопани. Сите има рови окопани, мислам дека такова место од тај Ја калибар. можам да констатирам дека се плашеле да нападнат, бидејќи сте биле добро окопани, а имало митрлезец со тежок митрлез и тешко ќе ве совладале. Но вие ги изненадивте, тргнавте најмалку еден час порано. Или они се пресметале дека, мислам, знаејќи ни Значи веќе беше рутата. разденето вие кога тргнавте. Имаше Почнаме да поидеме и у тај момент почна да се раздено и веќе кога спаднавме доле до пато што е од Лојане за Ваксинци и веќе почна сонцето да изгрева више дено на станата. И сега тоа е на грешка што не знам како сега наш отпосле е многу нехумано и дрско е да се коментира или зашто овака не направиме или онака не направиме. А најверојатно е морало така да види. Значи ние можеме да го заобиколиме селото со транспортерот, да не улаваме во селото. Ама некако може најверојатно наивно постапиле. Наивно сме постапиле. И тај пат беше најкраток и беше по-добро. Кога требаше да одеме или низ нивите, таму имаше ниви, еден дол требаше да го минеме, ние одлучиве. Беше само одлучи Фено Зоран, командирот што не беше воднику. Он тај така завојаде терени селото. Не очекуваме дека ќе ни се десат толку гадни работи у селото. Сега ние више ко почнаваме да улаваме у селото. Ја имав многу гадно предчувство дека ќе се десе нешто. И вечерта ко беме на шорта и таа цела вечер, а и ко приближивам преку селото, нешто
нещо ни срце кажуваше дека нещо нема да биде уопште уред. И ние беме излегнати врз транспортеро, бе, знаеш, ти си ръководил со борбено возило, клупен транспортеро, има два, уствари 4 капака, два напред, два назад, можеш, ето како се ние шо седеме, комотно да седеш со ноите надолен од озгоре. И ние така малку... Колку луѓе бевте надвор од транспортерот? Четворица, значи Вие надвор... сте преземале се што е најдобро за одбор на возилото. Од надвор имавте пушки со вас. Митралезецот беше на митралезот. Подготвен за дејство. Вие со пушки во рацете можевте да наблюдувате. Митралезецот беше си на место, ама пошто ние бевме со отворени капаци, митралезецот нема баш у тај тие што се работиле со БТР транспортер, знаат дека капаците кои се отворени, митралезо не може да има дејство од 360 степени, значи он може да има са не можем да речем колку, мислам дека околу 45 степена може да нема. Ама и тоа е, нема проблем. Битно е што ние кога легнаме у селото имаше поставена барикада на пато. На селскиот пат. Тој селски пат што мине низ сред село. Асфалтиран? Да ти кажам наискрено, не се сеќавам, мислам дека беше асфалтиран. И на него имаше една, да речем, приколица камења и една земјоделска алатка брана, ние што викаме у нашиот крај дрляча, обрнана и пато беше. И у тај момент ние се свестиме што ќе се случува, ама многу малку ни фалеше, може и ќе сме се врнале, ама пато беше и така, тая пат со ѕидови од страната, тие куќите се заградени од секоја куќа по метро и кусур. И само што установиме дека нешто, дека паѓаме у заседа улаваме. Јас се симнав автоматски доле, спуштив се от транспортеро, додека се намести, па нема 30 секунди почнаа да пукат. Јас имав у тај момент секундарна среќа, мислам дека беше горе и јас се јаѓа. У таа заседа загинаа Двојаковски Димитар од Штип, колега ни беше војник, и Петро Владко, исто од Штип од селото Чардаклија, исто колега. А Митровски Горан, друга приказна, он е сега полицаец у граничната полиција у Берово, колега ми и другар од туше од првиот ден кога почнаваме да работиме. Он има многу среќа у тај настан, ко почна да се пука врз нас, врз патролата, он е погоден со 2 метака у панцирот позади у грбо и со 2 метака у рапо. И фактички ударот на муницијата го е сврлила од возилото и он е паднал на земи. Додека ние со возилото, шоферот ни беше прилично спретно момче, успеа транспортерот да го прекара преко барикадата. И јас го увлечов Двојаковски Димитар, го увлечов доле, а тој е сванал дека он беше целиот разбиен, крв почнал да тече по мене. Шлемот ми беше на клупата, мозокот шлемот му истече у моја шлем. Заврто се од позади, гледам го Петро Владко, он паднал, како се го погодиле, паднал е директно доле. Знаеш, у транспортерот има клупичка за седење на посадата на војници. И заврто се не реагира фанаго, он беше веќе убиен. Мислам, ја разбирам работи и одма искаперав дека е погоден со ситно зрно. На него он беше погоден со ситна муниција, најверојатно 5-56, беше погоден тука неде околу слепоочницата, метако му беше поминал низ главата и ни шлемо беше излегнал. Не обратно ни шлемо на главата, него од главата ни шлемо, како го е фанало тоа Рафало. И он беше, викал на Фенов, и тај Гоци се вика, од Блатице момчето, сега не работи повеќе у армијата, едно од 10 на години. Шоферо,
газ, викам, овие ки не пукат, има си шанси со некоја сожа да не дръмнат. Ама не употребија. А по моја проценка најмалку 30 души пукаа врз патролот. Јас ги симнав двата капака, ослободив го нишанџијата на митралезот. Он ко поча да пука, тогава малку смени се ситуацијата. Знаеш, ово ще го кажувам, се случува за, да не речем, 30-40 секунди или една минута, разбираш. Он ко го способи него да може да ротира куполата на транспортера, митралезо да може да пука, он почна да пука. И од пушкарницата фенов напред и гоце. И така успяваме некако да излегнем од целото. И излегнавме. Двојаковски и Петро Владко останаа позади убиени. За Митровски горе не знаеме дека ја... Диша ли он? Не. Двојаковски е загинал у стота, у првата секунда. Главата му беше разбиена. Кога е фанал Рафал, нема шанси тоа да преживеш. Нема главата му беше разбиена на дрва. А Петро Владко кажа, престрел низ главата. И... Ко почаваме да излаваме од целото, едната страна на транспортеро беше избушена. Гумите беа на нула. Транспортеро си има систем за пумпање, ама пошто беа многу оштетени не може. И така, на клумање излегнаме неко. Успяваме да се спасиме, да излегнем, да не загинеме цялата патрола тамо, да не ни степат. 7 луѓе бевте во транспортер, Да, 20 загинаа на лице место, еден падна. Не сме знаеле. Тогаш не знаев. Не знаеме, нема го. Мора да е паднал, дека киде. Та, у селото е, а не знаеме дали е жив или починат. И сега, ако излегнавме од селото, значи, у таквото, у пункто на Мак Петрол, значи, нашите војници и тамо што си имаше командири, значи, више слушат дека, знаат дека нашата патрола е упанана у засади. Беа веќе спремни два тима и беа поиделе на уселото. Во помош. Да, во помош. Два транспортера. Каде ве пресретна они? Па не пресретна на, како да кажем, на излезо од селото, од Ваксинце на едно, да речем, ние веќе беме излегнани од селото, одеме на кај пругата, тука негде близко до пругата. Значи, душе едно мало резиме, самото пукање, како што кажуваш, траеше неколку минути или 3-40 секунди. Не, самото пукање траја повеќе од 15-20 минути ние додека излегнаме од селото. Али моментот на заседата, на ликвидацијата на моите колеги, тоа беше едно 30 секунди. Да. Само што улетаме на... Колку време ви требаше да излезете, да ја поминете препреката? Па едно 2 минути, 3 сигурно, додека Гоце... Па сега пред малку викаш 15 минути требаше. Не, од целото кажав. Пукањето колку време траеше? Од првиот истрел кога ја нападна, додека не ја поминете? 15-20 минути, додека да излегнем од целото. Ние, ако почнаме да излаваме од целото, они позади нас пукаа. Значи, кога излеговте, кога поминавте барикадата, они продолжија да пукат на вас? Продолжија, да. Митралезо почна да пука. За тоа време, овие што се тимови... Ја од пушкарницата, например, пушката ми била наместена, пушкарница, нели има тоа, одека да се пука со лесно, со автоматска пушка, тај што е. Значи, по горе по тие баджите, по крововете што ги имат они, угодите, немаше на кој кров и на која баджа немаше учка со оружје, што пука на нас. На нас пука намалку 30 луѓе. Тоа транспортерот наше правеше, лупаше како... Тоа е Рафали, бррр. Ама... Погодите од другата страна или не можеш? Не можем да кажем, ама Митралезо ко почна да решла тај 14 мм, мислам дека ако е фанал по тоа таквото, дека е фанал. Значи, Диче, вие ја поминавте препреката, за тоа време во преслед ви тргна два тима од професионални војници да поминат. Ама ние ги преваривме, Вие успеавте да излезете? Да, а они се... Кај се пресретнавте со нив? Па, тука е пругата, има на... Значи, надвор од селото на...
километар. Меѓу Мак Петрол и Ваксниците на пругата, тоа е на сред. Луѓето кои што ќе го гледаат тоа твое сведоштво немаат појма каде е селото, каде е Мак Петрол. Значи луѓе помошта трга кон вас, вие излегувате од селото, после километар или Не, 100, 200, 500 метра. толку на 200-300 метра. Пред селото. Како постапивте понатака? Ево гледай сега, ние не пречекаа, они видоа дека ние пречекаале тука. И констатира се, они пред тоа се звонили и у корпусот, тогаше командата у Куманово, брза помош, дојде едно возило и полиција, Крајслер, не знам од дека дојде. Дојде ново возило и ново луѓе дојде. Ние веќе се беме. И сега констатира се ситуацијата дека има двајца починати и еден има останато таму. Војник. Дека е останато у селото и не се знае дали е жив или не е. И голема среќа што момчето, другар ми Митровски Горан, имаше мобилен телефон, тоа е само што почна да излават еден период. И се јавија таму учките, кажаа дека е жив, дека не е повреден и ако почнеме да пукаме дека ќе го убијат и така се застана тука. Затоа патрулите не влегува во селото. Да. Тие се закани дека ќе губят. Да. Факт че не го заровија. Отидоа во спасувачка мисија. Да. Потоа Значи, констатира се дека Митровски Горан е заровен, Двојковски, Димитар и Петро Владко са убиени, застрелани се и се унатре у транспортеро. Излегна. Ја и не знаеше до тога што случува. Гледам, сите гледаат и не транспортеро има едно гледалци тоа такото. Еден другар вика, Джими, дай нешто да видиш. И брате ви, ја тогаш видов дека сум ја целио у крв полиен. Тоа е се од додека сам пробал да го влечам у возилото од Двојковски. И сега бразда помош дојде. Некако таа ситуација беше, не може да издефинирам неким на некој мана да му навајам. Не знам кој да кажам. Испадна дека нема кој да ги извади од транспортеро. Овај Двојковски, Димитар и Петро Владко. Јас ги вадив, сам ги вадив од возилото. Двојковски беше малку така бабачко момче. И многу добар другар, беше прекрасен човек. како се чувствуваше дека влечеше неговото тело? Како може да се чувствуваш колега? Мислам, не беме ние само колеги, ние беме малко така по-близки тај вот тај тим беме така на другарска база, ако па и не работеме кратко, више година и неколку месеци, 3-4 месеца беме заедно. Колку време ти требаше да ги извадиш нивните тела? Па колку се? 10-15 минути дојдеа тие од бразда помош, извадија го тоа всичко теорија и ги однесоа. Беше констатирано дека смртта имаше и доктор со бразда помош, сам констатира дека се починати. И кој дел ти падна најтешко на тебе од ова целата заседа, од моментот на првиот истрел до крајот? Знаеш шо, се минава длго време, многу верзии се вртат. Не можем да кажем, мислам дека можеме да го избегнеме. Мислам и ден денеска мислам дека можевме да го избегнеме. Може би избегнувајќи го во нивата ќе сте нагазнале на противоклопна мина. Се е можно. Беа минирани и нивите и патиштата. Затоа не треба да размислуваш. Добро, сега глеса моја работа е да размислувам за таа, ама не треба многу да мислиш што тука има например со Фенов Зоран исто така 2004 година ујде да работи у полицијата, у граничната полиција и
после това работи у Радовиш, он е радовишанец от тази полиция. Почина си пред 5 години от сърцев удар, он не успя ни пензия да нещо. От удар, доби удар, на него най-тежко му падна на него сета тази ситуация и сето това и малко овия старешините, що са по-високите старешини от Щипката касарна, сакайки да префърлят вина на некой друг, един период го малко, какво да кажем, беше под некой мобинг, демек он е крив, он не е крив. Според тебе на един начин това го умрело по-рано, че може би поживял да не бил той силен стрес. Беше под голем приток. Он си префърлаше ли вина само и на себе си? Сте пиели някой път? Ние сме правили момент. Значи, ако не са били капаците отворени, ако сме били унатре, ке не гая с озоли, ке не изгоря си там. Капаците отворени, значи, това е, мисля, малко и глупава работа, за луи униформа така е морал да биде. Мисля, морал е. Нещо ще се деси може. Ще го кажа още много логично. Ако били капаците затворени, Керепука с озоли овест. Напад на село Ризаре, кој што јас го водев со тигрите, 2 транспортери ни погодил со РПГ. Така да, ако ви биле затворени капаците, може би ќе ве погодили со РПГ или со Зоја. Ако сте фатели по нивите, може би ќе сте нагазнале напротив одлукна мина. Беше војна и во тој регион таму имаше неколку много То добро кажа, мисля прашањето шути најтешко падна. Најтешко им падна шо се да не ги ругам, тия нашите команданти таму, ки си... Значи, не најдова за сходно да се најде виновнико. Значи, ти имаш напад на армейска патрола, заседа, убиени 20 луѓе. Кој може да биде крив? Терористите са криви, шо они може цела недела се подготвували за тај напад. И како ще окружат приказни, они се планирали целиот транспортер да го скинат, да ги убият сите 7 луѓе. По Матии се водата тоа Саба, или не знам какво изпадна, Дваговски си идея, Дваговски Димитър, татко му е на времето бил много як човек у разузнавачките служби у Югославия. Он е бил началник и на УДБА. Ама може да го тръгне неговият син от фронта на Госта? Не, он сакаше да го тръгне, овай неке да се тръгне. Он беше толкова другар и толкова... Значи храбър войник, загинал. Можеш у всеки момент. Иако можел да се повлече. Можеш у всеки момент само да го завърте телефона. Татко му беше тогава. Но учи да остане с вас. Со нас и много коща. Загина. Много коща. Бранейки търковина. Да. Имче, от моментът на първиот изстрел до моментот додека изсимнавте телата, кој момент ти беше најтраурен, најтежок? Кој момент те буде нокно време испотен? Имаш такви соништа понекогаш? Гледа сега, јас еден период после тоа настано имав некои девијантни ситуации, не може да речем дека сум много китка за ми решенја, ама ја мислеше дека сум прилично жилав и дека, ама, знаеш, другарите и пријателите и некои близки, кои ти кажат дека нещо не е уред и нещо се случва, трябва да се прифане. И така и ја последно, може и 5-6 месеца, може и година време. Така, морав малко да седнем, да си направим едно резюме и да видим дека одам и што случува со мене. А зашто не побара помощ до тој период? Па гледа сега. Помощ побарав, например. Тога и така сме размислувал. Пративаме на... Мислам, тога и сите мораваме да минеме контролен здравствен преглед у тогашната военна болница сега 8 септември. Психолого, некој пред време му е кажал, знаеш, да обърне на мене. Ради нас. Поразговараме со него. Како се осеќаш, така се осеќам, шо? Вика, добар си. Викаме, ја мислам дека сум добар си. А тоа не може да помине така. Скршеш рака,
Па трябва една година-две да зарасне бъшка, ако ще трябва да не те боли коробата, нещо. Димче, ти по-свој настан беше на боледување, отсутствуваше малко од работа. Само 15 дена. Не 15, 13 дена. 15 дена. И потоа, После тај настан, утредента, нашо тим беше повлечен и видовме ущип на погреб на колегите. Тоа беше на 4 мај. уште еднаш те прашувам, колку дена беше одсутен од единицата по овој настан? Значи, од 4 мај, после погреба на колегите, јас се останав на боледување 15 дена, да речем. И после тоа, После тоа, 15 дена бев дома, имав еден 101, успеав и него да го слупам. После 10 ден беше, кога беше, и собрав си ранецо и кај УОП е кај мојата единица на работа. и остана бранеме. до крај на војната. Да. После тоа имавте повторно обезбедување, патроли, престрелки постојано. Значи, Вод Милан беше многу изложен на, да наречем, на действа. Таква ни беше и единицата, и таква ни беше и намената. У ОПАЕ, којдовме, вршивме обезбедување на мунициската станица. Таму имаше муницика станица. Тоа е денешно ОПАЕ, исто е сигурно, не сум бил тогава у ОПАЕ. Насред село имаше еден стар млин, до него имаше еден почнат обект, не около 200 квадрата. Еден спрат беше приземје, уземје, уште еден спрат, уште 2 спрата. Приземјето беше пуно муниција. Имаше негде околу 400 сандъка тенковска муниција. У секој сандък имаше по 2 гранати. И плюс уште, може да кажем, еден камион муниција за сите други намени, за транспортери, за автоматска пушка, бомби. И ние начало со заставник Јанеш Дарко и уште со двајца подофицери и ние не околу 20 души вршивме обезбедување на комплексо. Што беше многу ризична работа. Бевме најмалку за тие там месципол колку што бевме опај, бевме најмалку едно 10 до 15 пати напаѓани ноќно време. Значи остана до крајот на војната, до крајот на војниот конфликт, договор на терен со твоите, па и потоа. Да. Сега би сакал да те прашам еден друг момент, пошто ова крај нема, ќе снимаме уште едно, што имаш многу настани, за жал. И ја мислам да ќе биде пократко, ама не може да биде, Димче, пократко, бидејќи се обидуваме ова да го запишеме, ние немаме за жал институционална меморија, институциите не направија напор ова да го забележат. Затоа ние како достоинство се обидуваме да ги снимеме како видеоразкази оние траурни ситуации, пожртвуваноста на брнителите од 2001 година, со надежда дека тоа ќе биде запишано и да остане во сеќавањето на идните генерации, бидејќи младите не ни знаат ништо се ние имаме поминато. Би сакал да те прашам, во тој период тебе ти има посетен адвокат и ти понудил можност да поднесе тужба за да земеш оштета поради тоа што си го преживеал. Да, тоа беше после... За да бидеме многу пократки. Знам јас како беше нас брнителите кои што бевме ранети, повредени, инвалидизирани, сега не доаѓаат самите адвокати. Колку оштета доби? Ово ќе ти го објаснам така по кратки црти. Нема потреба. Значи 2003 година добивме понуда од адвокат ради настано дека може да се и не следува да добиеме оштета за нематеријална и душевна болка. Морам овде да те кратам. Поднесовте тужба. Првостепениот суд колку пресуди да добиеш оштета? Првостепениот суд, Основен суд Скопје, пресуди оштета у моја корис од 400.000 денара. Околу 7.000 евра. Тоа е комплетно со судски трошкови со се. Околу 7.000 евра. Некаде во 2007 пред промената на власта, тебе ти стигна, што ти стигна дома? 2007 година
Не промена на власт, тогава беше... 17-те си извинувам. 17-те. Кого ме побара Добро, за ова проблематика? добро, нема негово. Лапсус. Значи, први лапсус настана 2007 или 2008 година, кога добивме известување од Врховниот суд на државата. Сега не знам, некој беше албанец председател на Врховниот суд тогава. Добивме известување дека сите бранители, мислам, ја лично за мене добив известување дека треба да ги врнам парите. Што съм ги вземал? Дека съм ги вземал на незаконит основ. Што се случи? И после тоа, вие много знаете, нели, формира се достоинство, имаше штрайк тука у Скопје, протести против дело на оваа гарнитура да ги бранителите омаловажи и да ги споцени и да изима пари, што са ситни пари, што ги даде и да ги малтретира едноставно. Значи, зборуваме некаде за периодот пред да дојде СДС на власт 2000... Тоа е 2007 година. 2007. Не, тоа е кога беше пресуда на Врховниот суд. Ние како достоинство државме полно пресконференции. Јас гостував по емисија, организиравме протести. Сега морам да кратам, бидејќи овој дел не е толку интересен за слушање. Мислам беше 2017-та, при промената на власта тебе те стигна честитка. Да вратиш пари, колку? Од 2007 година, кога кажава дека Демек нема да се сопира и никој не доби некое по-озбилно известување, ја не сум ни знаел дека имам таков товар на... Дека си тужен, контртужба, дека имам... Не само дека имам за извршување, дека треба да врнам пари. И 2017 година доаѓа поштарот, донесе им писмо од од извршителка тука од Скопје. Не е битно извршителката за некоја сума. Тамо ја нешто работи фудбал, отварам писмото, гледам 1000 и 800. Викам, сигурно кога судска такса не се платил, оставам. Така далеко гледам, викам, вие бројки много длъги, ово не са 4-5 бројки. Длъг број. Оно е 1.860.000 кусури, 25.000 евро. Да враташ? Да вратам и пишу си убаво за 10 години. На камата, за извршител, за ова, за она. Значи, просто ме запеколо низ кој што си поминал. Да. Адвокат ти дојде, побара од тебе дозвола да покрене тужба и ти доби како надомест на нематеријална штета 7.000 евра, а ти бараа да вратиш 21.000. И 6. 20.000 евро, 1.860.000 25.000 евро, за да не ги сметам. Сега, еден момент кој што го прескокнавме, ти која година излезе од армијата, само да појаснеме? Ја од армијата излегнав 2004 година, бев на курсо за гранична полиција и сум вработен у Министерство за внатрешни работи како полицаец у гранична полиција. Од 2004 од 1.1.2005. 2005 до денес. До денес, да. И уште работел таму. Откако стигна ова контраизвршување, тебе колку почна да ти кратат од платата? 10%. Не, 1/3. Извинам, 1/3, 9.000, 150 евро. Секој месец. Секој месец. Па мислам дека почнаа да ми супират од мај 2017, па мај. Од мај 2017, да. До кога? Па сега до мај, до 2022, да, па мај. И што се случи сега оваа година? Сега, мислам... Јас знам, ти знаеш, треба да објасниш на граѓаните. Јас сакам ово да ја објаснам на граѓаните. Значи, 2017 година побара се правни лекове на многу места, вклучувајќи го и адвокатот што го води дело, многу лукаво и да не речем, да не потребувам погрешни зборови, ама многу лукаво се дистанцира, направи се лут Милојко Будала дека предметот нема да може да биде така, па нешто сакаше да ме навезе, пада тужи ме, пада давам пари и се додека не се сретнавме со вас. И на мен ми тогава стана јасно како разговарав со вас дека ја на суд нема да го добивам делото и дека ќе заглавам уште толку и вие, нели, како време водевме таа политичка. Обеќавте дека
ќе се заврши работа, дека ово не е законски, дека ќе успеете да избоксувате у наша кориси. Борбата трае колку? 4 години. 4-5. 4 години. 4 години. За на крај ова Овај момент сум многу искрен и точно ќе ви кажам. Мислам, друга и опција немаше, никој не се понуди да ни помогне освен вие. И ќе ви кажеме на работа. Од првиот ден кога почна да се работи, мислам сега е, како да кажам, верував дека ќе се заврши работа ако се развлечува толку долго време. Тај период од 4 години ми даде баги тежок за мене. Покрај тоа што усупират на платата и некои други заврзлами си имав јас со мојот приватен живот, ама тоа биде се така до сега, до мај месец, благодарение на вас и ангажмано, владата донесе одлука и јас и останатите други колеги што бе зафанати од таа проблематика да се реши позитивно наша корист и така биде, значи, повеќе не ни супират на плата средствата што беа присилно одземени преку извршител ги врна и мислам сега сум слободен човек и благодарение на достоинство, Димче, да, на си дел на достоинство. Да, наша заедничка заслуга и целта на достоинство е да се бориме за нас, бранителите од 2001 година и за нашите права. Иако факт е дека оди многу тешко, една од причината е тоа што бранителите не сака да зборуват за 2001 година. Мене многу често ме обвинуват само вие ли бевте во 2001 година. Не, бевме илјадници храбри луѓе. Но тешко е да ги натераш пред камера да го кажат она кој го преживеале. Ова колку време го договараме снимање. Значи сега но најпосле треба да снимиме барем 30, 50, 100 луѓе. Ние имаме илјадници луѓе кои учествувале во жестоки битки, во храбри битки каде што покажале голема храброст. За разлика од нас, од страна на УЧК се направени десетици книги за 2001 година, а од наша страна има само една. Ке го доведам ја еден ден и Гоката од Пехче, он има малку имплицитни работи да кажа. Он беше и заробен 15-20 дена горе, држале се го у Липково или некаде, там по случај се го држале, по подруми. И на крај место едно благодарно државата, место одликување, ти беше тужен од државата. Односно од тогаш владеачката ВМРО ДПМН предводена влада од Никола Груевски. Се убивме молејки ги, се убивме протестирајќи, останаа да ги барат парите од некои од војните инвалиди. На крај ова сега е минато зад нас, останува да се избориме за оние кои што се уште се необештетени, бидејќи имаме десетина, па можеби десетици војни инвалиди и некои 5-16 семејства на загинати бранители кои што не се обештетени. Треба да и се помогне. Државата има пари и треба да и помогне. Државата за еднија мајка, за едни маќи, а тоа државата треба да свани да разбере дека не дужна, не дали сака или неки. Значи државата мора тај човек да го санира за тоа што тај човек за оваа држава некој пат е дадел жртва што тие што треба да го направат тоа ни не знаат ни на филм како изгледа тоа. Те они мора да го направат тоа. Сега вас да ја пофалам неким да видам, значи овој момент полицијата има синдикати, армијата има 2-3, место некои работи синдикатот што е задужен и што му е тоа главната цел да издействува некои работи за бранителите и за војниците, што случува с тие луѓе. Значи достоинство испаѓа, значи во овој момент достоинство е најголем синдикат на бранителите и на вработените униформа. Од тебе потикнат армијата и полицијата имат своји синдикати. Бранителите од 2001 година го имат достоинство. Нормално, не сите, само они кои што... Значи, за мојот случај, синдикатот беше информиран на време, пратено се документи, се грачат рамења. Синдикат. Еве да предпоставиме да не беше повлечена ова нечовечна пресуда против тебе, да требаше до крај да ги враќаш парите. До која возраст ги враќаш? До 2036 имаше за... Кога требаше да се пензионираш? Кога треба да се пензионираш? Па ја треба да се пензионирам 2030, после уште 6 години у пензија треба. И плюс тоа со оваа сума на враќање. А за тие уште
13 години ќе порасне камата. Знаеш, тоа ти е 3 на трета. Добро, Димче, имаме уште... Мислам, не може да објаснам колку сум благодарен и не само ја и те и колегата Сашо и со овај Зоки не сум се видувала. Оваа благодарност јас би упатил и до владата. Да. Ковачевски покажа човечност и ми даде зелено светло да ја завршиме работата до крај. Без премиерот и останатите членови на владата, јас немаше да успеам, бидејќи јас се обидував овој проблем да го решам 15 години. Првиот пат успеав благодарение на јавниот притисок на јавноста, на медиумите, но вие некако останавте испуштени од таа првата одлука на влада, бидејќи владата на Никола Груевски, мислам дека беше во 2009-10 година, ги повлече тужбите против војните инвалиди под силен притисок на достоинство. Ама вие останавте како 4 изолирани случаеви, тројца од вас идеа со мене на пресконференција, може би тоа е една од причината. Ама голем дел и си ги врнаа парите. Кој видува дека ќе бидат од тогај, од тие 2 години, 2007, 2008 па и 2009 година, почна да функционира извршител. Многу дечки кои видува каква зверка е извршител од 2 денара вземат 10, они сами си ги врнаа парите. Голем дел од луѓето што земаа оштета си ги врнаа. Оштета од 6000 евра не доби мир, туку напротив доби немир. Травматизиран од оно што си поминал. Ова беше само дополнителен притисок. Кажи ми како спиеш и како спиеш сега, дали имаш ноќно време, понекој пат лоши соништа, дали се будеш ноќно време, на кој начин се справуваш со стресовите? Да, јас имам мој посебен систем на функционирање. Не е исто, не е тоа и прескомовето дефинирава. Шо да кажем, основајам се, сега сум подобар, немам оптеретување финансиски заврзлами што треба да ме пратат до 2036 година. А соништата? Соништата се соништа, шо да. Од нив спас има ли? Не понекога ќе чатвати така. Драго ми е. Истина бе. Ти честитам затоа што собра храброст да застанеш пред камери и да го кажеш твоето сведоштво, да раскажеш што си поминал. Дело Дона, инаку има со тебе за снимање барем уште неколку часа за сите други храбри битки во кои што се учествувал брнејќи татковината. За крај што ќе порачаш на граѓаните кои што ќе гледат, ова не е емисија направена за гледачи, ова е направена за сите граѓани. Кажи нешто околу мирот, колку е значен. Денес имаш и колеги албанци, во тој дел што ќе кажеш, каква е денес Македонија, каде ја гледаш Македонија во следниот период и да завршиме. Македонија... А не, многу, мислам дека многу касно сванаме не само ние македонците и албанците, а и другите националности што живеат. Мислам дека малку покасно сванаме дека се наваѓаме и што треба да правиме. Може да и не сме ние криви за тоа, овој 21 век мора да живееме заедно. Например, јас сум на истокот, ние немаме многу колеги, например, од националност албанци или имаме турци, имаме роми. Значи мора заедно да функционираме и да живееме. Тука сме се наделе, тука ќе живееме, порано да живееме у кохезија, у заедница и у мир, него да се пукаме, да се биеме. А денес би можел да работи со албанци? А јас ти кажав, веќе имам искуство. Ја и како професионал, тоа не го спомнав. Кога почнав да работам 99-та, имавме колеги, неколку колеги албанци. У реалната војска прилично имаше албанци. Ја не се имал проблем со албанците, лично ја. И мислам дека албанците за многу работи са измислени за нас. Они си имат некоја беса, имат си некој став. Мислам дека и ние треба нешто од ние да видиме да научиме. Ние мислим дека си треба од нас нешто да научат од македонците, у заблуда сме. Тоа големо. Сигурен 100%. Димче, благодарам уште еднашка. Поздрав, ќе правим снимање понатаму. Нема проблем. Пријатен пат.